Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денешната емисија која е снимена еве ова вечер за утре ќе биде четврток е посветена на големиот активист на македонската заедница од Америка, па и пошироко, сега веќе покојниот Нестор Огинар. Ја насловив оваа емисија како сеќавање за Нестор Огинар, бидејќи спрема моите познавања, оноку колку што го знаев Нестора, чинам го знам долги години. Нестор Огинар уште од 70-тите години, на почетокот на 70-тите години, некаде се вклучува во движењето за македонските национални права и за целокупна Македонија, на секаде ги бара човековите права. Заслужува спрема моето видување Нестор Огинар место каде што се сместени големите македонци од иселеништвото, од македонците во светот. Добар ден на вас, добар ден сакам да им кажам и на Симон Поповски од Лондон, Британија, Сузана Поповска, Абенет во Финска, Тодор Петров од Скопје во Република Македонија, Ана Бабинкова, Мијалковска, да, Република Македонија и Драган Стоиловски од Женева, Швајцарија. Добро вечер на вас и добро дојдовте на брановите на Македонската радио програма. Добро вечер. Добар ден. Јас најнапред би кажал уште еднаш во ведниот збор, исто така сакам да ви кажам дека ќе се обидам да споделам некои слики од Нестор Огинар, каде што е активен, односно најнапред сакам да кажам дека Нестор Огинар беше оженет за Милица Огинар, имаат 3 деца, имаат 6-7 внучиња, потекнува од Тетово и долги години, како што реков, живее во Америка. Најнапред би го започнал овие сеќавања, би ги започнал со Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Тодор, во твоите сеќавања од она што сте поминали заедно со Нестор Огинар, најнапред би сакал да кажете вие воведен дел во ова емисија која е наречена Сеќавања за Нестор Огинар. Поздрав до учесниците во програмава и поздрав до сите кои го следат овој разговор. На 27 септември годинава по подолго или покусо боледување почина професорот Нестор Огинар, професор по англиски јазик, македонец, долгогодишен македонски активист и селеник во Соединетите Американски држави. Се познаваме од 1990 година, од почетоците на возобновувањето на Светскиот македонски конгрес. Беше еден од соосновачите и еден од подпредседателите. За тие што не го познаваат доволно или ги немаат сите информации, ќе споделам неколку од неговиот живот. Роден е на 3 февруари 1947 година во Скопје, во семејство на трговци и земјопоседници, потекнува од тетовското село Волковија. Детството и раната младост ги поминал во Гостивар, Тетово и Битула, каде што завршил средно образование. 1968 година одслужил воен рок во тогашната ИЈНА, меѓутоа поради идеолошки несогласувања со тогашната комунистичка партија во 1969 година заминува за Њујорк, Соединетите Американски држави, каде што завршил факултет за англиски јазик и книжевност со драма на Хантер коледжот на градскиот универзитет во Њујорк. Во 1973 година се вратил во Македонија, работел како професор по англиски јазик во Тетовската гимназија Кирил Пејчиновик,
а во 1976 година се оженил со почитуваната професор доктор Милица, со која заедно се преселиле во Њујорк. Од тогаш живе во Соединетите Американски држави. Магистрира по англиски јазик и книжевност, а потоа се префрлил на приватниот Њујорк универзитет, каде се стекнал со диплома магистер по филозофија, а ги продолжил неговите докторски студии по англиски јазик и книжевност. Во 1988 година до пензионирањето во 2010-та работел како професор по англиски јазик и литература во Њујорк, а со професор доктор Милица Огинар, професор по француски јазик и литература, имаат 3 деца, 2 сина, ќерка и неколку внуци. Како патриот го познавам од 1990 година, меѓутоа тој е многу од порано активен во македонските работи за македонската кауза од неговото најрано детство и младост. Повторувам, тој е еден од основачите на Светскиот македонски конгрес во 1990 година, негов долгогодишен подпредседател, пододелена му е почесната титула македонски сенатор како највисоко се македонско признание за неговиот живот и дело. Беше шеф на постојаната мисија на Светскиот македонски конгрес при организацијата на Обединетите нации во Њујорк, зашто таму и живее. Од неговиот политички ангажман познато е дека тој бил прв председател на задграничниот комитет на ВМРО-ДПМН за Северна Америка и член на Советот на интелектуалците на ВМРО-ДПМН во времето на професор доктор Никола Клюсев. Во 2002 година тој станува председател на ново формирана партија Преродба и обединување на македонските национални интереси, позната како Помни, учествуваше на парламентарните избори во 2002 година во сите 6 изборни единици, без соодветен резултат. Подпредседател и соосновач и на Семакедонскиот национален совет Македониум. Работел, колку што познавам, како асоцијативен член на Меѓународниот институт на Шилер, а за време на неговиот живот автор е на повеќе статии, есеи, трактати, дела, печатени и во Соединетите Американски држави и во Македонија. Организатор и учесник е на повеќе меѓународни конгреси, организатор и учесник е на повеќе протести, митинзи, собири ширум Соединетите Американски држави, Канада и Македонија за одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Во неговиот последен пост, објавен на неговиот Facebook профил од 7 септември годинава, Нестор повторува дека и понатаму пишувам како македонец, роден, растен и воспитан во Македонија со македонски дух и свест, ја критикува власта во Македонија поради предавствата за името, знамето, идентитетот, јазикот, историјата, црквата. Велики дека Македонија на тој начин е понижена и смејана во целиот свет, меѓутоа, за жал, констатира таква е реалноста и вистината и неговата порака: посакувам да ве закрепнат светлината и топлината на сонцето на Македонија. Во Македонија и во целиот свет господинот Нестор Огинар имаше голем број на пријатели. Пријатели кои го почитуваа неговото дело, кои се подкрева и добива поттик да работат за македонските работи и затоа огромниот број на сочувства до неговата сопруга Милица, до неговото семејство и до неговите бројни пријатели, браќа и сестри македонци во целиот свет. Нам ни преостанува само да кажеме дека и после се Господ Бог да ја упокои неговата душа, да му ги прости сите прегрешенија, волни и неволни, направени со збор, со дело или со помисли, како благ и човеколюбив, да ја населе неговата душа во место светло, каде што почиваат душите на праведниците. Неговото дело и мисла ќе не прогонуваат. Борете се за македонците и за Македонија. И затоа уште еднаш
пред сите кои ја следат оваа програма и овој разговор, вечна ја памет, Бог да го прости, почивај во мир, брате, во Господа, твојата душа за секогаш со нас бесмртно ќе остане, а твоите лики спомените за тебе вечно ќе ги паметиме. Добро, имам прашање или пак еве јас ќе го кажам да не го насочувам кон вас, дека заминувањето на Нестор не изненаде скоро сите, почина од она опака болест, од рак. Веројатно сакаше да биде само со својата фамилија, најтесно. Пак уште една работа што сакам јас да ја кажам е дека многу малку му дадоа простор во македонските медиуми на еден активист, 50 годишен активист, половина век на македонската заедница во Америка, па и по широко. Се надевам дека ние ќе ги покријаме сите пропусти на македонските мас медиуми и ќе ги охрабриме во иднина да ги почитуваат своите синови македонски каде и да се во свет. Знаете, сите ние кои се бориме за одбрана на името на државата Македонија, идентитетот на македонскиот народ, сите тие или сите ние кои ги почитуваме двете одлуки од двата референдума на 8 септември 1991 и на 30 септември 2018 година за суверена и самостојна држава Македонија, без членство во Европската унија и НАТО, какви што беа референдумските одлуки на народот и граѓаните, сите сме жртви на политички прогон. И не е воопшто за чудење зошто неговата смрт, неговото упокојување наоѓа на молк во медиумскиот простор на Македонија, како што во најголем број медиуми молчат се што прават и работат македонците во светот за одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Нестор Огинар беше познат говорник и беше познат по неговите ставови дека пред македонскиот народ и Македонија немаше ништо позначајно во неговиот живот спрема она јас што знам. Неговиот протест против демонстрацијата на вооружување на НАТО пред портата Македонија, сите знаеме како заврши, го приведува и дури вечерта го пушти од полициската станица, иако сакаше да го изрази своето незадоволство од теророт врз Македонија и врз македонскиот народ во денационализацијата и асимилацијата на македонците во целиот свет, па и во државата Македонија. Да, сакам да илустрирам, еве таа слика. Продолжи, Тодор, да коментираш. Еве Нестор како го затвораат. Протест на неговите сомисленици беше пуштен од полициската станица, меѓутоа едно непријатно доживување кога си под репресија и политички прогон затоа што се бориш за Македонија и за македонците. За жал, сите ние кои сме на таа линија во овие 30 години сме изложени на таков прогон во државата Македонија и во светот. Можеби тој прогон толку многу него ни чувствуваат тие, или помалку, во помала мера тие што се надвор од Македонија, меѓутоа и тие заминале од државата заради политичкиот прогон што го доживеале во Македонија. И на таков начин мислам дека со таа мисла живееше и Нестор Огинар, меѓутоа секогаш убеден дека борбата за Македонија и македонскиот народ продолжува до победа и слобода, и таква беше неговата последна порака. Посакувам да ве закрепнат светлината и топлината на сонцето и на Македон. Да. Еве, затоа ги одвоив јас овие слики, за да можеме и да илустрираме нешто од неговите активности. Тоа беше како го притвораат Нестор пред
на площадот во Република Македонија пред порта, кога НАТО демонстрираше сила. За Нестор тоа чинам беше давање суверенитетот и независноста на Македонија под раководство на некоја друга сила. Добро, Тодор, да продолжиме понатаму. Ајде, Драган или Сузана? Сузана има предност и како сака, но нема проблем. Да одговара. А ја можам да кажам само тоа дека нажалост немав можност во лице или во природа да се сретнам со Нестор, иако тоа ми беше многу голема желба. Значи, нашите средби повеќе беа и разменување на мислења и работа за Македонија виртуално. И тоа ќе ми остане малку како голем недостаток, меѓутоа не е помала болката. Значи, кога прочитав на Facebook постот на Милица дека заминал, не ми се веруваше просто. Одма напишав на сите во групата од нашето координативно тело дали е можно, дали е тоа вистина. Или некој да не го хакирал нејзиниот профил или ова. Не можев да поверувам едноставно. И не сум плачала по човек кој што не е од моја фамилија, толку како што сум плачала за Нестор. Значи, го чувствував како дел од својата фамилија, толку близок, иако толку географски далеку. Го чувствував како инспирација. Значи, кога тој збореше, ние слушавме. Јас слушав и учев многу. Сега најголем страв ми е тоа кој ќе се најде како него. Со неговиот глас кој што грмнува и ја кажува вистината. Има одговор на сите провокации, на сите работи што нашите непријатели или нашите соседи зборуваат за нас. Кој ќе го наследи? Тоа би е најтешко прашање. Вие често се среќававте по интернетот. Да. Со координативното тело од светот што го имате организирано. Што најмногу дискутира, мислам, со кои ставови Нестор ви остави впечаток, еве, уште нешто да додадеме? Па Македонија ја збореше, ја дишеше, ја живееше со секоја клетка од неговото битие. И тоа е фасцинантно, тоа е, значи, голема инспирација. Мене ме инспирира, да ви кажам право, да ако може тој со толкова макотрпност на тие години да работи, мораме ние, неоти сме сите тука млади жени или деца, меѓутоа да го продолжиме тоа, да се најдат, да се образуваат нашите луѓе доле во Македонија. Имавме и таков план да повеќе и повеќе се зборува кои сме ние, да се осознаеме, затоа што ја мислам дека доле македонските луѓе не се уште осознаени дека тие се македонци. И не знаат да се почитуваат самите себе. Тој тоа го метна меѓу нас и тој во секој негов говор се збореше за Македонија, за идентитетот, за нашето културно, историско минато и како треба сето тоа да се знае за да може да се продолжи кон иднината. Значи ти не можеш да помислиш да градиш иднина без да знаеш кој си и што си и какво минато си имал. Голема инспирација и голема загуба, огромна загуба. Добро, да одиме понатаму. Драган, во Женева се планираше и состанок да се оди во Обединетите нации, во седиштето на Обединетите нации. Нестор беше еден од иницијаторите и твоите средби, не знам, еве, самиот Да. вие кога се запознавте или по што го знаете Нестор? Да, Ицо, како што каже исто Сузана,
сите бевме на некој начин потполно изненадени во петокот навечер. Ние во душот карантинното тело се викаме тогаш и средба. Мислам сите плачеме на некој начин, бидејќи ја имавме таа може би чест на некој начин во последниве, не знам, особено 3-4 години. Особено последниве 2 години бевме навистина многу поблиски, како што кажи Сузана, во смисла на разни состаноци на што ги одржувавме преку координативното тело од повеќе држави и тогаш нормално дека приватните работи секој си ги чува за себе, него 99,9% од сето тоа што го имаме дискутирано е Македонија, како што каже и Сузана. Нестор, јас исто го доживав на некој начин, повеќе пати му имам вака на шала речено, викам Нестор, ти си како татко ми, бидејќи има истата физиономија и особено острата мисла и пак се навртам Сузана како што каже, велам за било што овде кај Нестор, како еден вид зид потпора на кој што човек може да се подпре. Сега, вака некои лични мислам, како што каже, имавме ние многу конверзација, разговори во координативното тело. Што можам да додам вака посебно со Нестор? Со него мислам со Нестор уште 95-та година има слушното, бидејќи не знам Тодор дали се сеќава тогаш и во Германија почнавме 95 или 94-та со Светски македонски конгрес. Бевме на еден-два конгреси со Вели Алексовски, беше исто тука, мислам тогаш во Германија. И од тогаш немав, мислам, конкретни, Имаше два конгреси, конгресот што го организираше Тодор. Па сега Тодор подобро знае, јас мислам во Германија кога беме Тодор и ти беше Тодор, Вели Алексовски и не знам баш дали беше Ѓорѓе Танасовски од Да, во Германија беше формирана организацијата Обединети македонци. Подоцна пристапија 1992 година во единствениот Светски македонски конгрес. Покојниот Киро Глигоров организира паралелен Светски македонски конгрес. Таму беше Ралев, така? Ралев беше последен председател. 1994 година склучивме договор за обединување на двата Светски македонски конгреси во еден и од тогаш престана манипулациите на власта дека има еден конгрес кој е за Македонија и македонскиот народ, ама има и друг еден со емиграција која прифаќаат промената на името на државата и идентитетот на македонскиот народ. Тоа единство до ден денес се прокламира и сметам дека тие манипулации околу двата Светски македонски конгреси одамна завршија. Да, продолжи, Драган. Да, се сеќам за Германија од тогаш од 93-та, бидејќи вака хронолошки ако одиме, сега повеќето, мислам, кога се видовме првиот пат, се видовме 2016-17 година во Скопје, пред собранието на кога имаше протести, мислам 2016 или 17 беше кога започна, и тогаш јас бев во Македонија во врска со некои работи, мислам македонски работи, и тогаш ми кажа, еве го вика Нестор, вика овдека е, вика по гласот се познава. И тогаш пак мислам се започна вака конверзацијата. Сега конкретно мислам со Нестор имаме доживено неколку пати, мислам највеќе мислам што ми останува во сеќавање 2019 година кога бевме на Мечкин камен. Тогаш преку координативното тело на Европа и светот организиравме претходно имавме ние средби и на 1 август и на 2 август бевме на Мечкин камен. Тогаш значи повеќето македонци од координативното тело и други на Мечкин камен бевме во една група. Нестор беше со нас, Мирица. И тогаш ние бевме меѓу единствените таму, не знам колку, 5-6, 30-40 луѓе, не знам колку бевме, кои што скандиравме Нико Северна само Македонија
И тогаш беше заев, нормално тој тогаш дојде, полицијава го чуваше, не ни даваше, мислам, ние бевме, јас за тоа цело време го зборам, викам, бевме обкружени како во преку турско време, во еден обрач, не ставија во еден обрач и сега благодарејќи мислам на некоја посебна полиција, така меѓу нас, мислам, се ставија и тогаш Нестор беше како во почетокот тука и ние нон-стоп само има, мислам, има и запис за тоа. Зборува Никош Северна секош Македонија и тогаш мислевме дека имаше можности да бидеме нападнати. Јас не знам, не е можности, него навистина беше специјата жештена како пред собрани, исто кога беше на повеќе пати. Мислам, така, тогаш имах повеќе прилика лично да го видам, да повеќе време да зборувам со него, како изговар, како се однесува неговото тело. И потоа, мислам, ставови повеќе имавме разменато во смисла на пред ланскава година, кога започнаме пред година-две со организирање на третиот блок за воспоставување на поголема сила, тогаш имавме многу повеќе комуникација и тогаш го видов очиот кај него, дека за жал тешко е со партијеве и дури имаше некоја, мислам, не знам, некој одбивање за партијата, што ќе се каже партија, бидејќи секојаш партијата на Македонија за некои личности, додека кај него на прво место секој беше. Јас можам да кажам дека од мое име дека партијата во Република Македонија е над државата. И сето тоа ова што ни се случува е само заради тој однос на македонскиот народ, дека посвета е политичката партија на која припаѓаат, отколку Македонија како татковина пошироко, бидејќи не сакам да зборувам само за Република Македонија. И се извинувам, продолжи, драга. Да, Иче. Во тој контекст, како што велиш, партијата, видите што ни направи на нас во диаспорава партијава. Значи, се вмеша пред година-две во диаспорава, значи, не уништи помеѓу нас. Значи, тоа, мислам, луѓето, мислам, ја немаме таа политичка култура за да можеме да бидеме и во партијата, ама во меѓу време да се борим за нашите права. Што би можел да кажам друго, за Нестор, ми беше малку криво во последниот месец со прилика, и други ќе бидат тогаш, мислам што бехме во телото, го немавме на комуникација, не се вклучуваше. Јас во себе самиот си велам, сум лут на сам себе, зошто не се вклучува Нестор, а знам дека е во движење, дека има нешто. Значи, секој си ги знае своите проблеми. Многу пати самиот се прашувам зошто Нестор го има тој однос за Македонија во однос на одредени прашања. Дури јас, например, во некои моменти не се согласува. Мислам, лично овака. И после во комуникација, секојаш велам, значи, мислата што имаше Нестор, визијава, во почетокот ми изгледа како нешто, како неосварливо, како не е тоа што го зборува. Да, ти беше многу, Нестор беше радикален, крајно радикален и не опростуваше никому за ништо, кога стануваше збор за македонските национални интереси. Да, ама на крајот Нестор, Ицо, ако оставиш една временска, мислам, овака рамка, доаѓаме до тоа што го кажа. И во однос на партији, и во однос на одредени личности. Значи, јас мислам, и Сузана тоа го повтори, тешко би било, мислам, јас не знам, бар во диаспорава, сега во Македонија не сакам да зборувам, бар во диаспорава, па и во Македонија, па ние сме повеќе од диаспорава за Македонија, него останалата Македонија, што луѓето што се, човек кој што станува, кој што живее, кој што диша, кој што легнува, кој што е со Македонија. Може да замислите, мислам, е само Македонија, додека другото е се во втор план. И јас видов некои негови постови вака чисто, значи кога ги читам, викам како е наоѓа таа енергија, уште таа сила ме нон-стоп, значи врие во неговата душа и на крајот Тодор кажа нешто за еден дан истот поста. Јас се гледам, значи на 8 септември е неговиот последен пост на Facebook.
во него тој на 8 септември кога е денот на независноста. И тој баш во тој дел вели која е независност, како можете да славите независност кога без име, без идентитет и без сите овие нешта. Значи некој може би и коинциденција 8 септември и неговиот последен пост кој што го објавува на ова. Значи достави малку простор и на другите. Нестор секако за мене мислам и за повеќето луѓе мислата што ќе ми остане е поврзани со неговото име, Нестор Огнар. Значи, на секој начин сакаше да ни ја долови, да ни ја пренесе пораката, огонот мора да продолжи. Мора жарчето да тлее, без разлика дали ќе успееме или нема да успееме. Значи, тој тоа го покажа до крајот на неговиот живот. И затоа мислам тоа да можеме на некој начин да најдеме решение тоа да го продолжиме. Добро, да одиме по натаму. Некој ако ви се присети, можете да влезете во разговорот. Одиме во Лондон, Симо Поповски Македонски. Пошто Нестор ви остави вас впечаток сеќава во твоите сеќавања, пошто ќе се сеќавате? Јас мислам го знам на повеќе Нестор, мислам од последни 2-3 години. И поради што се вклучи во координативното тело, што ни помогна многу, знаеш, како голем идеолог. И инаку лично не како и Сузана, не сум се сретнал со Нестор, него само преку нашите состаноци средби онлайн. Мислам имавме многу интервју со Нестор кои ги ставивме на нашата веб страна координативно тело. Потоа што ми остана вакав впечаток, беше многу демократичен кога на состаноци. Сакаше секогаш викај да ги слушнеме другите исто, без разлика што ние чекавме од него многу да слушнеме, затоа што имаше многу големи идеи, значи ги споделуваше со нас. Потоа ни раскажуваше приказни или како да кажам од неговиот живот, искуство за љубовта према сопругата Милица. Значи има толку многу, значи ностоп со неа, мислам каде иде, не оставаше. Потоа исто за името негово, како ни раскажуваше. Мислам, имаше многу добри печатоци и ние всушност многу се само чекувавме он да се приклучи на состаноци и да го слушаме, затоа што тој има големо искуство, има, значи, тоа како енциклопедија, значи, колку искуство, знаење, так. И за историја, и за се. Мислам, се најдобро во врска со него. И тоа, извинете, гласот многу ми е нешто, и за тоа не можам многу да зборам, но сеќавањето за Нестор е премногу позитивно. Мислам, толкав голем македонец да се бори, баш исто ми беше многу криво кога го затворија пред на плоштад и така, значи силеџиски се однесуваше полицијата према него, значи мислам постар човек, али не можеме да очекуваме ништо подобро од доле од полицијата, што е како јаничари. Но сакам да изразам сочувство до фамилијата, значи он ќе остане вечно во нашето сеќавање. Добро, ако се присетите на некој негов совет или некои од неговите доживувања, може да се вратите во зборувањето. Одиме сега со Ана Болбинкова Мјалковска. Ана, вие подобро, мислам дека подолго време се познавате со Нестор, спрема она што
и јас сум бил присутен таму во Македонија. Да, кои се вашите впечатоци, како вие ја примивте веста за загубата на македонска заедница на Македонија, дека загуби човек од калибарот на Нестор Огинар? Да, точно е. Прашањето е баш така поставено, бидејќи се работи за исклучителен човек, кој што со својата појава ја оддаваше таа димензија, каков е тој и како една цврста непропуслива карпа чекори низ животот, со едни чувства што ја носат вистината и искреноста, особено со ľубовта за Македонија и за македонците, односно за човекот и за човештвото. Некомпромисен борец, човек кој што најмалку можел да прави било какви отстапки или компромиси за Македонија, зашто целиот македонски народ и Македонија треба да му се довека благодарни, дека таа димензија треба понатаму во неговата биографија за неговиот лик и дело да биде на прво место. Лично се познавам, повеќе може да се каже повеќе од 2 децении, ќе кажам на кратко кои беа почетоците, но веста за неговото заминување во вечноста, така да кажам, во бесмртноста, ја примивме многу со неверување, со сулзи, како што кажа Сузана, јас и Ристо во тој момент, значи тоа беше несопирливо, бидејќи ништо не укажуваше на тоа дека боледува, тој не го покажуваше тоа и веројатно до последниот момент тоа било второстепено, така да кажам, таа физичка, да кажам, болест, бидејќи неговиот дух беше оној што го носеше и телото и сето тоа што тој го создаваше и го посакуваше за Македонија. Верувам дека и сега тој е тука меѓу нас со неговиот дух и дека сето ова го гледа, мислам тоа, јас верувам во тоа дека е така, бидејќи исто и ние сме христијани, тој е еден голем христијанин боголюб и дека тоа всушност не значи конечно умирање, значи тоа е една друга димензија во која сите бидеме. И еве и него лично сакам да му се обратам и заблагодарам за начинот на кој што тој ја промовираше Македонија и ја бранеше. Се запознавме прв пат во 2002 година, меѓутоа многу накратко. Тогаш всушност и се кандидираше партијата која што основаше Нестор Огинар. Помни, да, кое што спомна и Тодор по долгото име е природба и обединување на македонските национални интереси, што пак во тој период ние ја поведовме нашата граѓанска иницијатива за здраво, достоинствено и возвишено живење природба. Сакам, ќе се извинувам, сакам да го спомнам тука покојниот Стојадин Наумовски Цоци. Тој беше исто основач на партијата Помни и многу близок пријател на Нестор Огинар од Америка, а и беше негов ученик на Нестор Огинар. Се извинувам, Ана, што те прекинав. Меѓутоа, заслужува и Стојадин Наумовски Цоци, докторот, да го спомениме во овие македонски работи, да. Да, секако може да се надополнуваме. И тогаш и како ден денес ми останува во сеќавање, бидејќи таа иницијатива ние ја поведовме токму од плуштот Македонија, од местото каде што беше оној тревник со елката сега што го нема, па потоа ја направија многу подоцна фонтаната со Александар Македонски. И тука секојдневно во тој предизборен период има представување партиите со своите изборни кампањи
И ние тука со еден штанд, баш и пред старата стоковна куќа и кај кругот, зависи кој ден како, бивме со нашата иницијатива каде што се потпишува или пристапува секој од поединците, македонците кои што се со тие определби. И исто така, како дел од иницијативата, беше и делот за воспоставување, односно коалиционо единство, значи меѓу сите нас македонците, а ташата иницијатива беше надпартиска, граѓанска, народна, и со едни такви покани за пристапување во коалиционо единство, се обративме до сите 30 на партии кои што беа учесници на тие избори со цел да ги застапуваат и тие високи заложби за здраво, достоинствено и возвишено живење. Така што ги имаме тие потписи, во друга прилика може и така нешто да се тоа да се подсетиме како беше пред 20 и нешто години. И со таква една покана јас лично отидов во македонската телевизија, мислам дека таму го запознав и Нестор, меѓутоа многу кратко, а подолго време разговор направив и мислам дека се потпиша тогаш режисерот Владо Денчов, кој што исто така беше основач, мислам, и по тој кандидат, веројатно, за тие избори од партијата Помни. После повеќе години, 2008 година, пак имавме долг разговор и тоа по повод на конгресот на Светскиот македонски конгрес што се одржа во Скопје, па пешки одевме од центарот, од зградата кај што се одржуваше конгресот до црквата Свети Спас и таму направив многу убав муабет со Нестор и Милица. И од тогаш и станавме и пријатели, можам да кажам дека тие двајца како во едно цело сите, мислам и сега и овие години ги доживуваме, не помалку е голем ликот на неговата сопруга Милица Огинар, иако може би малку во сенка на Нестор, меѓутоа истите заложби и уште посуптилни на женски начин, таа исто така сите овие години ги носи, ги промовира и сега сметам дека ќе ги продолжи нели како повторно да се заедно, иако нели се разделија физички. После тоа имавме комуникација, меѓутоа најголемата дојде од како дојде ова разнебитување пред 7 години и тогаш повторно се поврзавме и од тогаш мислам дека тие беа многу интензивни, непрекинати, тоа има учествувано, поддржано и деле од многу народни иницијативи што беа поведени во сите овие години. Особено сметам дека најголемата врска што и буквално му е со Македонија како папочна врска ја имаше токму со сите нас, како што каже и Тодор, што бевме против се ова што се случува и не се почитува волјата на македонскиот народ и сите тие заложби, иницијативи од пред собрание, протести, акции, дури жалбата до Обединетите нации што ја поведе македонскиот народ со тие потписи и декларации, тој беше дел од сето тоа и мислам дека најголемата врска со Македонија му беа тоа јадро на македонски родолюби, сите овие иницијативи во кои што и ние сме дели, знаеме како се одвиваше и кажуваше кога ќе треба, беше последен пат 2019 во Македонија, тогаш рече кога ќе треба нешто, нели, се што правите вие, имавме поддршка целосна, ќе дојдам, само јавете се и веднаш ќе дојдам. Меѓутоа фати короната и веројатно тоа има некоја улога во на што се случило со неговото здравје, не се знае, меѓутоа верувам дека тој ќе беше уште поприсутен во Македонија. И само да кажам, ќе се вратам нели на почетоците на овие протести, меѓутоа последниот пат кога беше во Македонија во 2023 година, точно на 28 септември направивме едно интервју со него
И тоа беше порака, последната порака од тој интервју може да се види на ТВ каналот Откритија Discoveries на YouTube. Последната порака, кога сакаше да му ја прати на македонскиот народ, тој се расплака, значи, спонтано, и рече, плачам затоа што морам да заминам, а не сакам да си одам од Македонија, и дека ова чувство, знаете, го има секој македонец, што е надвор, што бевме приморани поради одредени причини сите да сме, а кога ќе дојдеме во Македонија, не ни се заминува. Меѓутоа, пораката што сакам да ја пратам на сите тие како мене, што се надвор, што плачат кога заминуваат, и тие што остануваат, е тоа дека нема поголемо величие од тоа да си македонец, а оваа болка што имаме сите, што плачеме за Македонија, може да си ја оздравиме само со љубовта еден кон друг и меѓу себе. Исто така во тој интервју кажуваше дека партиите не можат ништо да помогнат, не можат да решат, што е факт, сите ние сведочиме за тоа, туку само ние македонците, македонскиот народ, можеме да си помогнеме, да се спасиме и да направиме се што сакаме и каква сакаме да биде нашата иднина. Почетоците, кога ги почнавме протестите пред собрание, организирана форма беше тоа, и Тодор, ако е тука, ќе, мислам, може да се надоврши. Тодор замина, треба да го добро, значи тоа беа... Јас додека зборуваш, само сакам, мислев дека ги имам сликите што си заедно со Нестор, меѓутоа еве не сум ги приклучил за да можам да Да, не е проблем. Има и секој може да ги најде и да ги види на социјалната мрежа, меѓутоа и по портали, да. Сакав тоа да напоменам дека кога ги почнавме ние природба во 2017 на 5 септември протестите, и кога целиот жена парк го резервиравме, така да каже, за сите наши родолюбни акции во одбрана на суверенитетот на Македонија, така и нели го воспоставивме тој шатор или кампус што ние го викавме на бранителите. Кога дојде Нестор, тој беше всушност дојден во август, веднаш се приклучи и застана со народот. Значи сакам да го потенцирам ова, дека Нестор секогаш беше со својот македонски народ. Во како и светло да се прикажуваше, што и да бареше, значи тој беше со вистината, со својот македонски народ, не беше дипломат, нели нешто да кажува и така, можеби некои беа многу што вели Драган Стиловски визионерски чекори, што во моментот македонскиот народ не можеше да ги свати, затоа што научен нели од таа манипулација како се го владеат партиите, едноставно не беше спремен можеби така да застане секој, но тоа со текот на годините мислам дека уште повеќе ќе се вреднува. Значи континуирано тие денови пред собрание одржавме протести заедно со Светски македонски конгрес. Многу застанавме на таа, како да кажам, импровизирана вина со цел да го поттикнеме и мотивираме македонскиот народ да се точно тоа да го постигне, значи обединувањето. И го направивме тој македонски круг на обединување, си подадоа рака и оние кои што долги години се конфронтирале нели различни ставови така, меѓутоа за Македонија требаше сите да го имаме истиот став, кој што и сега ние еве тука што сме присутни го држиме и ќе го додржиме. Уште ова сакам да спомнам, многу е важно да целата македонска кауза за ова што ни се случува и денес со ова обесправување и со непочитувањето на волјата. Кога во септември или подоцна, мислам дека не беше септември, но истата 2017 година, кога секојдневно бевме пред собрание и 24 часа веќе дежурството го воспоставивме, на една од тие најавени како протести, ми се јави Нестор Огинар
И тој и често така, кога не беше во можност да учествува лично или преку конференција или физички, праќаше своји ставови, текстови, да може ние таму да, како прилог од него или да ги прочитаме. Така и за ова речете, мола Мана, кога ќе говориш, спомни го моето интервју со Метјо Нимец, што го имам направено не интервју, туку разговор, меѓутоа тој е сниман. Го има, може да се најде и на интернет. Во 2012 година, кога на барање на Нестор да го приме Нимец, го примил, да му каже некои работи за Македонија, што е важно и што треба да се прави. И речете, молам, пренеси го тој интервју, зашто е многу важно. И јас го пренесов и го прочитав она што е кажано во тоа интервју, го издвоив. Значи, една реченица е многу важна што му е кажана на Нимец, меѓутоа тоа цел свет го знае. Значи, во тоа интервју и она што го кажал Нимец. Значи, Нимец му има во тој нивен разговор, што е и снимка постои, кажано дека решение на македонското прашање нема, затоа што тоа прашање, односно тој проблем што ни се наметнува, навлегува во човековите права. А за човековите права нема компромис. Значи, не може никој да бара нешто што не ти следува како твое човеково право. Значи, тоа го има признаено Нимец во тој разговор и упорно се турка таа агенда, значи таа програма, да кажам, од сите овие така наречени власти или представници на македонскиот народ заради некоја која друга цел е. Значи, не може човековото право, особено па и на македонскиот народ, е неприкосновено и основно. Нема повисока цел од тоа да си го заштитиш и да си го уживаш како сите, нели? Сега, големината на Нестор е во тоа што тој отишол сам како македонец да бара од тој медијатор. Медијаторот нему му има, нели му го има ова кажано, но официјалната политика се води на друг начин. Значи со други цели, со други исходи треба да биде. И ние тука сведочиме дека тоа стварно е фарса и лажна и демократија и непочитување елементарно на меѓународното право. А тој Нимец, после подпишувањето на договорот од Приспа, што се случи 2018 година, има напишано негова како книга, како труд е тоа, веројатно некоја негова излагање, што се предходело и како течело неговата медијација за да се склучи Преспанскиот договор. Значи, во тоа да го прочитаме на каков прозирен, значи тоа е еден начин што е толку површен, што е толку да се презира. Тој кажува како всушност и со кои зборови тој ги убедувал и македонската и грчката страна, особено македонската, кога им кажувал, ма само е некоја географска одредба, тоа ти е небитно нешто да се стави на името, а си имате вие, си имате култура, си имате историја, си имате јазик. Демек, толку сте глупави, што не знаете што е ова. Значи, тој затоа Нестор не им простуваше и враќаше Нестор. Да, и се вратиме повторно на Нестор. Некој да го види, да го чуе од устата на тој медијатор. Значи, тоа е голема измама. Тоа е нешто за кое што и ден денес тој треба да одговара, меѓутоа никој не го повикува, а сега гледаме дека официјалните власти веќе 7 година, едните што е погазија волјата, а другите ќе го продолжуваат тоа погазување. Да се вратиме на Нестор повеќе во твоите мемории. Да, тоа е, значи, за Нестор... Затоа што одвратен ми е Нимец. Така. Па затоа го кажав, затоа што тоа секој од нас што го знае, Нестор што сакаше да го пренесе на народот и до крај да се бориме за Македонија,
Значи, ние имаме најголема суштина и право. И во тоа е големината на Нестор. На како поединец тој пред се бореше, за него немаше партија. Индивидуалец беше, припаѓаше на многу вакви здружувања, беше за обединување, меѓутоа, како поединец, тој не зборуваше само за системот, негативностите на Мислам, Македонија. тој беше првиот председател на задграничен комитет на Така. ДПМН 90-тите години. Чинам дека имам слика тука. Да, сакам да речам, тој го критикуваше и западниот начин на Тука е и функционирање. председателот Борис Трајковски и Лупчо Георгиевски, овој другиот не го познавам кој е. Па тоа е Но меѓутоа набрзо Нестор ја напушти таа политичка партија. Да. Ајде ќе се вратиме уште еднаш. Сакам и јас збор два да кажам околу за Нестор, како јас ја примив веста, многу беше шокантно, како што рековте сите и вие и за мене. Меѓутоа, може би една олеснителна околност за мене беше што лани во Македонија Нестор ме праша како изгледам, Ицо, како сум. Јас му реков истиот си, Нестор, не си променет. Сега тоа го доловувам откако се случи ова, а инаку последните неколку месеци или пак повеќе од неколку месеци, јас често пати го барав за интервју и Нестор ќе најдеше, како да кажам, ќе најдеше изрека нешто дека е зафатен дека е со Милица, тој како што сите вие кажавте, многу беше врзан со Милица. Пак со Нестор јас имам направено безброј интервјуа уште од 94-та година, чинам така, 94-та, 95-та година. И редовен гостин беше на македонската радиопрограма Три пати Z. Познат е во Австралија Нестор многу, особено познат е по неговиот разорен глас, кога зборуваше и кога ги храбреше македонците овде во Австралија, во Канада, Америка, бидејќи македонската радиопрограма Три пати Z, знаете, вие ја слушаат сите македонци, особено во иселеништвото. Така да Нестор Вогинар уште од тогаш влеговме заедно во водите за одбрана на македонскиот идентитет на македонците од сите делови на Македонија и заеднички и заедно и Цоци и многу други овде во Австралија. Јас можам да кажам дека воопшто не припаѓам на ниту една политичка партија и досега не сум бил. Само бев со помни, јас бев координатор за Австралија. Многу важно беше што ние, кога сакавме да се наметнеме во Република Македонија, македонците од иселеништвото, од прогонот, што велеше Нестор Огинар, нас не бойкотираа сите медиуми, катастрофално не бойкотираа, немавме пристап ниту до еден медиум и наместо помни да биде дел од пратениците во Македонија, тогаш во собрание влезе УЧК. Ако се сеќавате, 2002 година, УЧК влезе со Али Ахмети и тогаш дојде до ова промена, катастрофална промена во Република Македонија. Со Нестор го формиравме и светското македонско тело Македониум. Оваа слика што е овде е од 2017 година во Прилеп. Нестор беше иницијатор на повеќе национални . Настани
на повеќе национални настани, затоа што насекаде тој го бараше излезот за обединување на македонците и подобра иднина, не само во Република Македонија. Јас се сложувам со сите со вас кога велите дека во Република Македонија воопшто не се свесни за македонскиот национален идентитет и воопшто не се ни достојни на партизаните, оваа сегашна генерација која ја продаде Република Македонија. Понатаму, минатата година бевме со Нестор заедно и на телевизија имаме настапувано неколку пати. Бевме и на одбележувањето 75 годишнината на ранетите на македонците од Егејскиот дел на Македонија од војната во Грција, која нарекуваат граѓанска, ние го викаме македонско востание, 46-49 година, кога беа употребени тие напалм бомби, знаете. Нестор беше присутен и на демонстрациите за онкологија, ако се сеќава Шана, и таму беше присутен заедно со Милица, но изборуваше на сите негови доаѓања во Република Македонија или па на сите негови настани и настапи. Нестор беше силен, продорен, како да кажам, фудбалски да се изразам, беше еден одличен центарфор кој од секоја страна можеше да постигне гол, односно ако е во одбрана на македонскиот идентитет, фудбалски пак да се изразам, од секоја страна тој ќе го блокираше нападот и распаѓањето на македонскиот идентитет, на македонскиот народ и биднината на македонците. Нестор можеше се снајди во секој момент да зборува, да го брани македонскиот народ, дали е тоа во Републиката, дали е во Пиринска Македонија, Егејска, дали е во Албанија и во другите држави. Јас сакам да испратам сочувство до Милица и до нивната ценета фамилија, до децата, до внуците. Жал ми е што не се видовме, не се слушнавме, инаку еве и тоа да ви кажам дека по цели ноќи седевме заради времето, разликата на времето. Сега во Њу Јорк чинам дека е некаде 9 или 10 сабајле и во ова време ние зборувавме со Нестор, со Милица, па некогаш и интервјуа правевме. Значи, во моите сеќавања и во сеќавањата на македонците овде во Австралија, Нестор завзема многу високо место. Може би и на самиот врв можам тоа да го потврдам, бидејќи го бараја луѓето. Јас ако не го земев еден месец на интервју или 2 месеци и ќе добивав телефони, ќе ми се јавуваа луѓето, ќе ме сретнеа, ќе ми кажа, абе каде е Нестор, тој со гласот разорен, кога ќе кажува, вика, толку многу не мотивира, толку многу знае човекот да ја опиши состојбата или да ја предвиди иднината. Неговата визија беше продорна за обстанокот на Македонија и македонскиот народ. Еве, јас уште еднаш, ако сакате, ако на некој ви да кажете уште нешто за Нестор, се присетите, не го кажавте во првиот дел од говорот, да продолжиме со тоа и полека да привршуваме. Бидејќи еве еден час сме заедно. Па само сакам, еве Повели. јас ако може да кажам, да кога беше во Македонија во 2019 година и во Охрид се сретнавме, така имавме разговор, средба, и тогаш ни кажа дека дури размислуваат да дојдат во Македонија, да се вратат. Меѓутоа не се знае вика кога, бидејќи таму се децата
па да видиме на кој начин сето тоа да се организира. Меѓутоа знам дека бара или пак има намера да побараат да купат стан во Охрид. Тој многу го сакаше Охрид Да, и да. биваше пливач добар во Охридското езеро, секое доаѓање, значи тоа му беше неизоставна град дестинација. Така што тоа сакам да кажам и бевме воодушевени поради таа желба и одлука да се вратат во својата татковина. Меѓутоа, ете, други се патиштата, така ете се случи. Да, инаку возраста сепак не беше да сметаме дека нема повеќе да е со нас, нели, во овој свет. И можеше многу да придонесе доколку тоа на тој начин се случуваше и со негово враќање мислам дека многу ќе придонесеше за демократизацијата вистинската на Македонија со својата појава и бескомпромисност. Да, еве можеме да видиме дека Нестор спортски изграден, иако во поодминати години атлетски се држеше добро и силно. Јас не знам сега дали да го кажам ова, не сум добил, се уште не сум ме контактирал Милица, меѓутоа бидејќи Нестор не припаѓа само на нивната фамилија, Нестор е припаѓа на македонскиот народ. Во еден мој разговор минатата година или пред неколку месеци, не можам сега да се сетам, рече дека кога ќе почини некогаш, дека неговите коски сака да ги однесат во Тетово, во родното место и да ги пуштат во Вардар и од таму да заминат во Егејското море до Солун и така натаму. Јас, ако Милица не се сложува со ова, се извинувам, но чувствувам како должност да го кажам тоа, затоа што само за момент. Чувствувам да го кажам тоа затоа што, како што реков, Нестор Огинар не припаѓа спрема мојот став, моето мислење не е само тој на фамилијата на Нестор Огинар, бидејќи посвети 55 години од својот живот на македонската заедница, македонскиот народ, припаѓа и на македонците и чинам дека треба да знае по широката јавност кој му беа последните, која му беше последната желба. Еве повелете кој сака уште нешто да каже. Да, и само еве вака мислам да не ми замине тога за некој секавање. За ланскава година, кога беше во Македонија, кај во септември месец, тогаш, значи ланскава година, и баш за оваа емисија откритие имаше тогаш новинарка од Австралија, кој не заборев името. Вана Павловска, македонка, да. Вана Павловска. И тој ми се јави, вика сега сум вика кај Ана, и вика ќе снимаме вика емисија, што како вика, дај да се совереме, за да можеме, имаме една замисла, за да видиме како можеме да направиме да се прошири. Изборуваше толку, како, јас бев малку изненаден, бидејќи како ургентно испадна нешто. Како ургентно, сега, еве, колку таму дена тој беше тогаш во Македонија, и изборуваше за враќање на, како да се направи, да се оствари таа визија, таа замисла, враќање на младите во Македонија, младите да останат во Македонија, и враќање на колку и што можно на нас македонците кои што сме надвор од Македонија, во Македонија, не во Македонија туку така по градовите, него враќање во селата. Значи, да се направи како еден фонд да се за враќање, мислам за обстојување во Македонија, фонд каде што ќе бидат и се развива селото. Значи, од градот во селото да се оди да се тие ниви македонски, тој секојаш
зборуваше за нивата, за земјата, за грудката на земјата, праќање кон корените. Ама мислам, секако дека тој повеќе пати тоа го искажува на различни начини, ама мене што ме, мислам, тогаш како впечаток посебен што ми остави е како ургентноста на таа замисла, како да се нема време. Значи, сега е моментот за тоа. И така баш, мислам, после кога гледав, мислам, како се оди по таа насока во реализирање на тоа, сигурно осеќав дека времето е многу кратко и за жал можеби, значи тој нема да може да допринесе да може да се реализира целата оваа визија. Значи има многу работи, ама мислам како што еве повеќе време сме овдека, се надевам фамилијата дека ќе биде секој е горда од Нестор. Ние сме горди исто, значи секој кој што го сретна и кој што има можност и среќа да биде со Нестор, не може да остане равнодушен на личноста и секој неговото име заслужува во иднина да биде, да се споменува во многу случаи и мислам да носат институции и објекти на негово име. Мислам, особено во диаспората, тоа е, мислам, незаменлива личност кој што еден вид наш Гоце Делчев. Ако сега се препокуваме за Гоце Делчев со Бугариве, значи Нестор е наше припознавање, наш лик на македонците во светот. Да, бунтовник беше. Јас така и напишав дека и таму во рајските градини каде што ќе биде, дека Нестор и таму ќе се бунтова за Македонија. Ајде уште некој, ако еве веројатно тука овие слики не се дојдени, знам дека имав со Ана Бобинкова во паркот. Ова е и кога го формиравме овој Македонски национален совет Македонија. Можете Симо, Сузана, Ана да се вклучите додека ги поминам овие слики и па да ја привршиме програмата. Сакам да се надоврзам на Драган, точно ова што го спомна. Таа заложба всушност беше централната тема како заложба на таа емисија што ја снимавме со Нестор. Затоа што на почетокот на емисијата оди еден дел за заложбена визија и вертикала за еднината на младите во Македонија, со заложба и за враќање на оние кои што се надвор од Македонија и да се задржат оние кои што се уште се тука. Значи тоа е многу голема заложба и веројатно е тоа за кое што му има кажано на Драган, што заеднички ние продолживме да го осмислуваме и да се тоа остварува. Тоа не може одеднаш, меѓутоа си е долгорочна заложба. Па така да останува тоа да го правиме ние, македонците, од сите нас зависи и од македонците в Македонија и надвор од Македонија. А што се однесува до ова што вели Шицо, имаш фотографии, само ќе го пренесам она што е и на фотографија документирано, меѓутоа и символички. Значи, како што реков, дека тој беше со својот македонски народ, каде што требаше и кога беше потребно, така и пред собрание. И беше со запалениот оган пред собранието, кога се топлевме, зимното време, кога се ја браневме Македонија и протестиравме на тој начин. Значи, тој седна тука меѓу луѓето, меѓу народот, седеше пред оганот, што најдобро го отсликува она што и го носи тој во себе, во своето име, и за да се одржува огнот и за да продолжи да живее тој огнот неуништлив како Феникс Македонија. Мислам дека тие слики треба понатаму, документацијата која ќе биде не само за него. Јас сега кога проверував сликите што ги ставив со тебе и од паркот, ете, не стигнаја, а тука се во кај што се, меѓутоа не можам да ги отворам. Да, Сузана, Симо? Јас мислам и се надевам уствари
дека за Нестор би требало да се напише некое дело, не знам од кој, дали од фамилијата, дали од соработници, би било прекрасно да се стави меѓу корици тоа што, ако може да се стави барем грото од тоа, да се стави, да се овековечи на тој начин неговиот лик и дело. И тоа што го спомнав порано, дека се плашам нема да се најде таков човек како него да го наследи. Се надевам дека еве ние тука, Ицо, ти и други ќе се најдат што ќе можат да барем малку го допрат, затоа што тој располагаше со огромно знаење и за историја, и за сегашност, како што спомнавме, и со визионерство. Многу е тешко да се надокнади. И ако кажуваме дека никој не е надокнадив, меѓутоа во случајот со Нестор малце сум скептична дека ќе се појави личност таква како тој. И ќе искористам и од моје име ова можност да им изразам сочувство на семејството и да го поздравам нашиот сакан Нестор горе во висините. Нека гледа над нас и нека не штити и да ни дава мудрост. Симо? Да, мислам, ќе гледаме за да ги ставиме сите видеа, мислам на координативното тело како документација за се што мислам што ќе можам да најдам, за да можеме да имаме, знаеш, се сочувано на едно место. И знам дека многу ќе не недостасува, значи во координативното тело, и нека почива во рајот. Драган, Ана, уште еднаш да ве прашам да се одделиме од Нестор. Да, мислам дека околу ова, или како што може повеќе од него да се сочува, или идејата да се стави меѓу корици, па мислам дека ите дури и си помислив, веројатно нема да го затворат неговиот Facebook профил, на кој што секојдневно ги имаше своите убави пишувања, па ите порака да остане тој таков, дури да се собере тие од како објавите, може да се сочуваат за следните генерации за Македонија, како негов аманет. Покрај другото се што може да се документира, ете тие секојдневни пишувања, значи беше секојдневното негово живење, издивот во денот со таквите зборови што тој ги ставаше на Facebook објавите. Да се надеваме дека и некој од македонските медиуми ќе се присети. Да, па треба, да. Да го кажи ова. Драган, Да. и да завршиме. Да, дајте да завршиме. Еве, Сузана, согласовме. Не стави во друга ситуација. Па се надам дека, како реков и претходно, неговиот име ќе се најде на некоја институција, на некоја организација. Ние веќе за тоа треба можеме да размислуваме што како. Ми мислата да извадите на се. Секако дека, што кажавте, треба огонот да го одржиме. Мислам, ако има некоја реченица што може да го долови тоа, кој што е неговото име, огонот Македонија, значи да го држиме во секоја смисла на зборот. Па неговото презиме, да го завршиме ова наше сеќавање за Нестор Огинар, неговото презиме нека послужи како оган кој вечно ќе биде присутен меѓу нас, и Нестор ќе биде присутен со чувство до Милица и фамилијата. И јас пак ќе речам, знам тој нема да биде мирен и таму ќе се бунтува, ќе ја бара Македонија, ќе ја бара обединета Македонија, и нека му е вечна славата, вечен споменот нека му е. На вас ви благодарам за што споделивте ваши сеќавања, и ова вечер, овој ден напишавме историја која ќе остани
забележана, веројатно, и видена од илјадници наши македонци. Ви благодарам многу и до гледање до следниот пат. Благодарам.